Втората декада на 21. век ни донесе многу промени, очекувани и неочекувани. И тоа на сите полиња, особено во сферата на автомобилите. Денеска, кога го земав на тест ова спортско корисно возило, ми текна на една стара шега, која вели дека светот нема никогаш да биде онаков како што е. Најдобриот рапер е белец, најдобриот голфер е црнец, а најдобрите и најпосекуваните спортско корисни возила ги прават производителите на ултраспортски и спортски автомобили. Таков е примерот со Порше, Ламборгини, Масерати, но и со Алфа Ромео, која со новиот Стелвио сака да укаже на нејзината вредност. Стелвио е премин на Доломитите кој има 257 свиока и е прекрасен за возење. Самото име на првиот спортско корисен автомобил, односно спортско корисно возило од Алфа Ромео, укажува на сестраноста на возните карактеристики. Затоа денеска оваа убавица ја донесовме во македонскиот Стелвио. Далеку од тоа дека е на Алпите, далеку од тоа дека има идеални услови за возење како и асфалт, но секако дека ќе ги донесеме до крајни можности овие атрибути кои Алфа Ромео сака да ги истакне. Има погон на сите 4 тркала, дволитрен турбобензински мотор од 280 конски сили и автоматски менувач. Да видиме што може ова италијанско маче да направи во македонските беспаѓа. Покрај високата силуета на Стелвио, она што исто така не е типично за Алфа Ромео, тоа е спуштањето во кабината, односно влегувањето. Кај Джулија и останатите модели морате да нурнете во внатрешноста, но тука само седнувате и се сместувате, а погледот во внатрешноста е ист како и во останатите Алфи. Внатрешноста исто така подсетува на Джулија, концепираноста на централната конзола, инструментите, управувачот и централниот гребен се скоро идентични како кај Джулија, но се разбира поради теренскиот изглед на Стелвио направени се одредени реорганизации на одредени површини. Она што не ми се допаѓа кај Стелвио, тоа е дискутабилната опременост. Имено, покрај прекрасниот звук што го има во внатрешноста, да кажеме, многу ми пречи дисплеот кој покажува кога се вози наназад. Тој е премал и еве, само за илустрација, може да видите, многу е помал од дисплеот на еден просечен мобилен телефон. Исто така, поради спортското чувство ставени се овие педали за менување на брзините, за мануелно менување на брзините, но нивната големина понекогаш пречи да се употребуваат прекинувачите, односно манипулаторите за трепкачите, долгите светла, па и исто така и бришачите на автомобилот. Но сепак овде е ставен акцент на спортското чувство. Тоа беа впечатоците за внатрешниот дизајн. Јас на располагање имам некои десетина километри кои изобилуваат со свиоци, но и многу оштетен, лош асфалт, како и многу одрони. Мислам дека од еден од трите пресети на возење, кои се економичен, нормален и динамик, најдобро ќе кореспондира да го возам во модот динамик. Мене ми останува само да посакам да немам никој од другата страна на асфалтот. И веднаш можеме да прочитаме. 280 коња како виорија понесуваат каросеријата. Се чувствува исто и одличното работење на 4x4 погонот. Еве, например, на избегнување на еден голем одрон. Одлично функционира целиот склоп, а ми се допаѓа што и
продира одличен звук во внатрешноста. Сепак ние се наоѓаме во една алфа. Брзината многу лесно се постигнува. Еве, веќе за кратко време јас возам нешто повеќе од 100 км на час, но тука не е битно да се гледа брзиномерот, туку да се следи патот. Ова многу ми се допадна, бидејќи имав јак свиок во левата страна, но се однесуваше Алфа Ромео како да сум на правец. Очекував задниот дел да ме фрли, но погонот на сите 4 тркала го направи своето, како и одличното подпирање. Морам да напоменам дека ова подпирање е доста тврдо, но и одлично се снаоѓа со тежината на Стелвио. Ова е навистина забавен и извонредно прецизен склоп кој ви дава извонредно чувство кога се возите, а моторот пумпа со неговото турбо срце 280 коњи додека трепнете. А многу е битно во овакви случаи да имате и одлични сопирачки. Тоа Алфа Ромео го има абсолвирано и во сите нивни останати модели. Едноставно, за забава, ова е врвна машина. Управувачот е извонредно прецизен и во секој момент можете да го навигирате Стелвио како што сакате и каде што сакате. Јас сум малце и повеќе од возбуден, бидејќи не знам што ми доаѓа од другата страна, но патот просто ме мами да испробам све што може да направи Стелвио, а тој ветува многу повеќе од она што може и да се исполни на овој пат. Многу ми е жал што немам извонредно, односно идеални услови за да го пробам Стелвио, но тој се однесува како и секоја Алфа Ромео, надмено спортски и прекрасно чувство зад управувачот. Дури и кога треба силно да се сопира, не се чувствува никаков компромис. Иако е спортско корисно возило, Стелвио се однесува како да е спортска лимузина направена во Милано. Без никакви предрасуди и со мирна совест можам да заклучам дека ова не само што е вистинска Алфа Ромео, туку е еден од подобрите представници на спортско корисните возила кои ги имам возено. Според неговите димензии, Стелвио е дискутабилен во која група на спортско корисни возила би го ставиле, но според цената секако е во премиум сегментот. 62.700 евра за оваа верзија на прв поглед е многу скапо. Доколку ги имате во предвид оние задоволства што ви ги нуди, тогаш можете да ја оправдате оваа цена. Сепак, овој дволитрен мотор со 280 конски сили е повеќе од забавен и ви пружа извонредни перформанси за возење, додека подпирањето и целата каросерија ви нуди пак уште едно надополнување на моќта на моторот, а тоа може да го наполни и вашето его. Алфа Ромео е специфичен производ. Него можете да го сакате или да не го сакате, но со овие атрибути кои ги има, не може да не сакате Алфа Ромео. Не може и да не го сакате Стелвио во оваа комбинација, затоа што ги има сите гени кои се познати за Алфа Ромео, а тоа е извонредно спортско однесување, комоција, но и одлични динамички својства. Јас ќе продолжам да се забавувам, жал ми е што не можам целата забава да ја пренесам на малиот екран, но ова е повеќе од предизвикувачко. Јас ве поздравувам и ви посакувам се најубаво до нашата следна средба. Вау, ова беше убаво. Да, до нашата следна средба за 7 дена. До гледање.